Добре ни дојдовте. Не онака добре ни дојдовте, добре ве најдовме, туку навистина баш добре ни дојдовте. Необично ни е чест што покажавте почитување кон делото на нашиот сликар кој денес сакаме да ви го представиме. Денес сме собрани овде да ја одбележиме 111-та годишнината од раѓањето на големиот уметник Ѓорѓи Ачевски Аче. Но воедно да ја прославиме и неговата незаборавна уметност, која оствари траен печат во македонската културна историја. Ова изложба не е само сеќавање на неговото животно дело, туку и можност да го доживееме неговиот уникатен поглед на светот преку графиката. Уметникот кој со својата работа ја долови суштината на Македонија, не само преку нејзините природни убавини, туку и преку архитектонските бисери на нашите градови, особено на неговиот роден град Прилеп. Неговите дела не представуваат само естетика, туку и сведоштво на животот, културата и духот на една епоха. Неговото сликарство е повеќе од уметност. Секое негово дело, било тоа да е стара куќа во Прилеп или величенствен манастир на некој од македонските планини, носи длабока емотивна врска со земјата и времето што ги доловува. Неговите графики не се само цртежи на камените ѕидови и дрвените прозорци, туку и приказни за животот што се одливаат за тие ѕидови, за луѓето кои што ги наследиле тие простори, за нивните надежи и нивните соништања. Со огромна чест, денес се представуваме неговата надополнета колекција на неговото дело, благодарение на љубезноста на неговото семејство, кое ни споделија дел Еве го неговото семејство, кое ни споделија дел од неговото уметничко наследство. И благодарам пред се на семејството. Денешната изложба не е само почит кон Аче и неговото дело, туку и потсетник на еден друг јубилеј, 70 години постоење на Заводен музеј Прилеп. 7 децении посветени на уметноста, културата, чувањето и заштитата на нашето културно наследство. Овој јубилеј не е само потсетник на нашето минато, туку и потврда за важноста на уметноста на нашето секојдневие. Затоа нашето мото на овие 70 години музеј е јас, ти и музејот. Носи силна порака на поврзаност и заедништво. Тоа изразува идејата дека музејот не е само простор за изложбени предмети и дела, туку место каде што секој посетител се чувствува поврзан со историјата, културата и уметноста. Јас представува индивидуалниот посетител, ти го одразуваш општеството или заедницата, додека музејот е тој посредник што ги обединува овие различни светови. Гледајќи оваа изложба, се потсетуваме на важноста на продолжувањето на делото на сите големи уметници кои оставиле свој печат во нашата историја и идентитетот. На крајот дозволете ми да ја завршам со зборовите ова излагање мое со зборовите од самото срце на самиот уметник Ѓорѓи Ачевски Аче. Сликарството не е само уметност. Тоа е мојот живот. Дојдовте и од мене. Почестени сме со вашата посета. А единствената причина што вечерва сме овде е сликарот Ѓорѓи Ачевски Аче, кој е роден токму на денешен ден, 10 април 1914 година во Прилеп, минатиот век. Оваа изложба 111 години Аче ја сочинуваат музејската збирка цртежи, како и пишан материјал во ракопис и дела во собственост на неговото семејство. Ачевски живеел за уметноста и самиот велел: сликањето ми е секојдневност, нешто без кое не можам. Сите негови дела се резултат на неговиот нескротлив дух и талент од невидени размери, кој бил препознат и високо оценет и од тогашната критика. Талент чии двигатели биле трудољубивоста, вербата во себе и надежта, но пред нив неговата влюбеност во уметноста. Во делата на Аче се слуша мелодијата на уметниковиот порив, а се гледа танцот на неговата рака, кога со клечка натопена во туш, со само нему својствена леснотија и грациозност,
го црта она што неговото око го перцепира во дадениот момент и мајсторски и прецизно создава дело, веродостојно на оригиналот. Ачески црта со рака, но создава со душа. На белиот лист хартија започнува со цртање испишани приказни за некогаш негде, за нечија куќа, во нечи двор, на некој прозор во една улица. Овековечени сведоштва од едно минато време со сосема поинакво лице од денешното. Во секоја повлечена линија се препознава жетта на Ачески и жарот со кој создавал и цртал во едно време кога се вкупните состојби и социјално-економските прилики биле поразлични и малку потешки за афирмација на уметноста и уметникот. Тој живеел за да слика. И благодарение на неговата непоколеблива природа и упорност, после секое не да продолжи како да не го чул, денес сме побогати со над 4000 цртежи во кои се гледа документирано нашето минато. Ова се цртежи дела кои од денешен аспект представуваат историско сведоштво со големо културно и уметничко значење. Вечерва тие се нашиот билет за пропатување низ времето, назад во минатото. Едни од нас ќе се подсетат, а други за прв пат ќе се запознаат со старата профана архитектура, зашто и самиот Ачески рекол: еден ден старата архитектура ќе ја има само во моите цртежи. Многу кратко ќе завршиме наеднаш. Погледнувајќи ги овие цртежи од Аче, гледате дека се сите изработени во туш. Туш, тоа кинеско мастило, стигнало на европско тло во 7-миот и 8-миот век, но почекало за да го достигне својот цуд. Некаде средниот век, некаде ренесансата се зенитот на неговото појавување. Многу документаристи, многу калиграфи, многу геодети се занимавале со тоа мастило. Но тој длабок црн тон ги надминал сите дотогаш користени мастила во европското тло. Тушот примерно го користел како документаристички и калиграфски документ. Се до 20-тиот век, кој 20-ти век фигуративно кажано се почнува со автомобил, а продолжува со вселенско летало. Тогаш се одвиваат двете светски војни, тогаш се намалува сиромаштијата и пораснува популацијата. Тогаш уметноста продолжува во духот на измите, почнати уште од 19-тиот век. Оние импресионизам, кубизам, натурализам, фовизам, дадеизам, надреализам. И тогаш поевтинува индустријската механизација и доминираат архитектонските форми кои се изградени со нови цврсти и ефтини материјали. Бетон и стакло се користат за брза градба на згради, кои се чини сега само нашиот уметник упорно ги занемарува. Аче нив не ги приметува. Никако не им дава место во своите творби. Тој останува врзан за трошната старинска архитектура која ја гледа ан пленер во живо, седејќи пред своите модели на своето триножно столче и со дрвце натопено во туш на белата цртачка хартија трпеливо ги гравира старите прозорци, гелендери, конзоли, еркери, стреи од некогашните домови на занаетчиите, комшиите, пријателите. Цртежите со туш се создаваат од уметничките групи кои експериментираат со изразни медиуми, и тоа најстарата дружина во Белград, Ладо, која продолжува со експерименталната група Exact 51. Тие се обележје на белградското авангардно движење, кое е предводено од учениците на Минхенската школа. А еден од учениците на Минхенската школа, оној Љуба Ивановиќ, е учителот на нашиот уметник. Според тоа, нашиот Аче ете го во редот на југословенските авангардисти од 20-тиот век. Авангардна е и оваа негова мисла. Тој вели: ако ме прашате која ти е најголема желба, ќе ви речам како онаа на композиторот Арам Хачатуријан, само со таа разлика што наместо музичарите во светот треба да завладеат сликарите. Оти тие никогаш не мислат на војна. Ете тоа е нашиот Аче. Повелете,